Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Малку настинат, меѓутоа постојат сите предуслови да е добра вонредна политичка анализа. Пред да почнеме анализата ми дадоа нешто против настинка, се напив, ништо не делува, после видов дека е кафетин колт. Што ќе рече дека сум резистентен не само на кафетин коалиција, туку и на кафетин колт. Тема војна во Иран или нападот на Соединетите Американски држави и Израел на Иран. Изненадени, нели, во наводници, изненадени сме од тоа што се случува тамо. Иако ќе следиме регионалните информации, а ние не следиме регионални информации, бидејќи сме преокупирани како медиуми, како јавност со текстови од типот Миле крши јајца, Мара прави торта. Значи, ако ги следевме регионалните информации, гледавме дека минатата недела во еден момент беше затворен аеродромот во Софија, беше затворен за цивилна пловидба, се симнува, се стационира таму американските трупи, се подготвува за некаква интервенција, како таму пишува бугарските медиуми во Иран и така натаму и така натаму. Значи, ако читаме, ако следиме што редовно пишуваат околните, регионалните, па и светските медиуми, ние ќе имаме на време и точна информација за тоа што се случува, нема да бидеме изненадени како од снегот во јануари или во месец февруари. Минатата недела, значи во неделата, имавме интервју со Оливер Андонов. Одлично интервју, меѓутоа не поклопи војната во Иран, односно тоа што се случува во Техеран. Имавме некоја слична ситуација со Павле Тренов интервјуто некаде пред 4 години, две интервју или интервју во две продолженија со Павле Тренов и се случува руската агресија на Украина, тоа е некаде февруари 2022 година. Тогаш правиме вонредна политичка анализа, го одложуваме интервјуто со Павле Тренов, подоцна тоа интервју стигнува во двете продолженија 120 и 125 илјади прегледи. Не верувам дека интервјуто со Оливер Андонов ќе стигне до 120 или 125 илјади прегледи. Веројатно ќе биде најслабо гледаното интервју во ова YouTube сезона 2025-2026 година. Според сегашните трендови некаде 70 до 75 илјади прегледи ќе има. Што тоа покажува? Дека Оливер Андонов, како тип на политичар, кој претендира да дојде на чело на ВМРО-ДПМН, со своите прозападни ставови, со гостување во бугарски медиуми, со гостување кај македонски медиуми или македонски медиуми тука Џабир Дерала и така натаму, гостување на српски медиуми, со критика не само кон ВМРО-ДПМН, кон Христијан Мицкоски, српски свет Александар Вучич, со одредени јасно дефинирани прозападни ставови, француски предлог, уставни измени и така натаму и така натаму. Не е омилен ниту ке ВМРО-вската публика, а не го прифаќа ниту СДСМ-овската публика, бидејќи не може да му забореви тоа што бил еден ден министар во влада на Никола Груевски. Гледате, имате три интервјуа. Оливер Андонов, Стефче Јакимовски и Филип Петровски. Според моје мислење најдобро беше интервјуто со Стефче Јакимовски, па интервјуто со Оливер Андонов, па Филип Петровски. Стефче Јакимовски и Филип Петровски во наводници се жртва на тоа нивно често гостување еднаш неделно на програмите на YouTube каналот на Infomax. Оливер Андонов во наводници жртва на тие негови појавување на овие канали, телевизии кои делуваат на некакви европски или прозападни позиции. И го имате Љубомир Фрчковски, тоа се најслабите, најмалку гледаните интервјуа во текот на ова 2025-2026 година. Што ќе рече дека опозицијата или тие кои сакаат да го наследат или да го сменат Христијан Мицкоски, под број да не создават амбиент да може врз база на тој амбиент или на плеките на тој амбиент да креираат јавно мислење во Република Македонија. Се уште јавното мислење во Република Македонија е антимицковски настроено до оној момент дека не го спомните Зоран Заев, Европска унија, НАТО, американци и така натаму и така натаму. Во тој момент се заборава на се она што има лошо направено Христијан Мицкоски и целиот разговор и целата приказна е анти-Америка, анти-ЕУ, анти-НАТО и анти-Зоран Заев политика. А францускиот предлог се врзува со Зоран Заев политика или политика на распродажба на државни интереси во Република Македонија. Или имате таа во наводници опозиција на Венко Филипче во рамки на СДСМ, кој го преспа целиот период. Гледате, нивни став не сте слушнале за Артан Груби, враќање на Артан Груби. Тоа што се случува во Иран, дали е тоа добро, дали е тоа лошо. Имат Радмила Шекеринска, тие произлегуваат условно речено од чинелот на Радмила Шекеринска, значи многу повеќе Игор Ивановски Шема е близок до Радмила Шекеринска во споредба да речеме со Зоран Заев или во споредба со Венко Филипче. Иако се промовираат самите дека се деца или се наследници на Бранко Царенковски, тогаш очигледно се лоши ученици на Бранко Царенковски, бидејќи него почитуваат клучното правило на Бранко Царенковски, а тоа е дека во политиката
нема една за секогаш за дадени позиции или трајно дефинирани позиции. Туку секој ден во политиката е битка за позиција, битка да ја зачувате или да не ја изгубите позицијата или да освоите некои нови позиции. Ако вие ги преспивате сите клучни настани, ако претходно не создадите одреден амбиент и врз база на тој амбиент да креирате јавно мислење во Република Македонија, а за да дојдете во ситуација да креирате јавно мислење, мора да помините низ трње да ве плюкат, да ве омаловажуваат, да не сака да ве слушат и во еден момент на резигнираност, разочараност, поминувајќи низ фаза на апатија, да речат, па ајде да ги слушнеме што има да кажат, можеби и нешто паметно ќе кажат. Значи, тоа е цикличен круг и во тој момент кога ќе почнат да ве слушат, тога се вашите 5 минути, ќе ги искористите или нема да ги искористите. Тема на вечерашната анализа. Иран 2026 година. Што се случува и како после 30 или 40 години Израел дојде во ситуација да го реализира тоа што сакаше да го реализира пред 70 или пред 80 години, че стратешка, еврејска цел на Блискиот Исток, а Доналд Трамп ги има сите предпоставки за републиканци да биде многу помокна фигура во споредба, да речеме, со Роналд Реган и Џорџ Буш постариот, бидејќи во нивниот мандат всушност е срушена железната завеса и соборен или срушен комунизмот во светот. Ке има многу датуми, ке има многу имења во анализата, се надам дека нема да ги сгрешам датумите и имењата, например J.D. Венс и DJ Венс, и обично или Венс треба да каже, меѓутоа кога правите анализа не ви доаѓа да кажете Венс. Или не ми доаѓа да кажам Путин, па морам да кажам Владимир Владимирович Путин, бидејќи кога кажам Владимир Путин тогаш многу често грешам, а на Владимир Владимирович Путин тогаш има некаква симетрија во кажувањето и затоа така и кажам, или Јордан Орце Камчев, или односно Орце Јордан Камчев. Значи има некоја симетрија, например да сакам да кажам сам Камчев, многу често знам да ја сгрешам таа формулација и да ја преповторувам анализата која е кажана. 5 или 6 минути кажени, треба да кажете Јордан Орце Камчев, вие не се сеќавате да кажете Јордан Орце Камчев, кажете Камчев и ја грешите анализата. Како велат американците, да почнеме од првото. Повеќе од 30-40 години Израел спроведува политика на статус кво. Направија држава тамо некаде 48, 49, 50 година, ја прават државата со силна мака, евреите или израелците од цел свет доаѓаат, се населуваат, па заедно со палестинците треба да направат држава. Па има 1, 2, 5, 10, 100 резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации. Израелците се многу повешти, со многу помокно израелско лоби, иако и палестинците во арапскиот свет се многу мокни, важат за многу паметни и така натаму и така натаму. Палестина не успева да биде реализирана како концепт за враќање на сите палестинци и правење на една заедничка единствена палестинска држава. Израелците или евреите прават некаква заедничка држава со палестинците, со тек на време ја прават државата Израел. Имат 600-дневна војна, па војна со арапскиот свет и така натаму, излегуваат како победници од таа војна, меѓутоа со тек на време поради нафтата, поради тие ретки минерали, и арапите почнуваат да стануваат богати, може да купуваат оружје, може да купуваат војни инструктори, може да ја опремуваат или да ги опремуваат своите армии. И поминува Израел низ една фаза на намалување на нивната воена супремација во однос на арапскиот свет. Или тоа што постојано го кажувам. Израел во однос на палестинците се мнозинско население во рамки на државата Израел. Меѓутоа кога ќе се качите на некоја висока планина во Израел, кога ќе погледнете околу себе, тогаш сваќате или разбирате дека евреите се капка во Арапското море или морето на арапскиот свет, на Блискиот и на Средниот Исток. Израелците, значи, се задоволни тоа што го постигнале и одржуваат 20, 30, безмалку 40 години некаква политика на статус кво. Не сакаат нешто драматично да ги помести тие односи. Па има договор со Египет, по одредени атентати на египетски председатели и така натаму Анвер ел Асад, кои се убиени токму поради тие Кеймп Дејвид договори помеѓу Египет и Израел. Се смета дека Египет во условно речено во тој арапски свет или тој Блиски Исток е доминантна арапска сила, во споредба или со некаков договор со Израел или со евреите ќе направат одредена осовина и основа врз база на кои подоцна другите арапски држави би можеле да направат некакви мировни договори со Израел. Значи задоволни се израелците. И тоа трае до 7 октомври, се надам дека нема да ја сгрешам датата, до 7 октомври 2023 година, кога се појавува Хамас и се случува
Тоа убиство, киднапирање на повеќе од 1000 жртви, што еврејски девојки, жени, деца и така натаму и така натаму. И кликнува Израел. Се нарушува целата таа рамнотежа. Гледате, рамнотежата е направена од една страна јакне Саудиска Арабија во сунитскиот свет, од друга страна јакне Иран, па има одредени најави за нуклеарно оружје, нуклеарна бомба на Иран во тој условно речено шиитски свет, значи сунитски, шиитски свет, и го имате еврејскиот свет на Израел. Голем или мал Израел, сега нели го обвинува Доналд Трамп дека не е реализирал паролата или лозунгот да ја направиме Америка повторно голема, туку реализира стратегија да го направиме Израел повторно голем. Значи се нарушува таа статус-кво позиција на Израел и почнува Израел да ги елиминира, да ги уништува или да им ја обезвреднува моќта на сите прокси структури кои се финансирани од Техеран или се финансирани од Иран. Хамас, Хезболах, Хутите, и тоа во една фаза има хрещендо со падот на режимот на Асад во Сирија. Кога паѓа режимот на Асад во Сирија, тогаш знаете територијално вие не можете да ги снабдувате Хамас и не можете да го снабдувате Хезболах. Хезболах е значи во Либан, Хамас е делот на Газа, значи таму има две структури, ПЛО, она палестинска организација на Јасер Арафат, која е на еден дел на палестинска територија, Хамас е на друг дел на палестинска територија. Кога паѓа Сирија, тогаш вие не можете копнено преку територијата на Сирија да влегувате во Либан и да го снабдувате воено со муниција, со дронови, со одредени ракети. Хезболах се фалеше во врвот на својата моќ дека има 150.000 ракети, дека има под воено вооружување, под воена команда повеќе од 100.000 борци, кои можат во секој момент да се спротивстават на државата Израел. И секогаш Хезболах се сметаше како прва борбена линија на Иран при евентуална војна против Израел. И кога Израел тргна во војна против Хамас, сите, па и Сем Вакни, нели тоа беше на интервју после тие настани на 7 октомври 2023 година, велеше, видите, тоа што се случува со Хамас е мачкина кашлица во однос на војна помеѓу Хезболах и помеѓу Израел. И Израел успева да ги елиминира и Хамас, и Газа, и Хезболах, да падне режимот во Сирија и со помош на американците да ги дисциплинират Хутите во Јемен. Тоа се прокси структурите, под контрола, финансирани, вооружувани од страна на Техеран и од страна на Иран. Кога лани некаде во јуни месец Израел го напаѓа Техеран, го убива првиот човек на таа исламска револуционерна гарда, началникот на генералштабот на иранската армија и цела серија на научници кои тие смета дека се главни во производството на нуклеарна бомба во Техеран, ги гранатираат со оние специјални бомби, овие што се складишта или што се лаборатории под земја кај што се прави таа иранска нуклеарна бомба. И тоа покажува дека влегуваме во една сосема нова фаза на војување. Со помош на вештачка интелигенција, кога израелците на оддалеченост од 1500-2500 километри лансираат одредена прецизна ракета, вие спиете дома, не ја погодуваат вашата сопруга, ве погодуваат вас. И ги елиминираат овие клучни научници и клучните луѓе на иранската војска, на иранската револуционарна гарда, кој е кичмата, кој е ербетот на иранското владење. Па следуваат после неколку месеци овие големи протести, кои се во крв задушени не само на улиците на Техеран, туку широм Иран, што ќе рече дека е тој конфликт на старото и на новото во Иран, и се случува минатата недела во саботата втората фаза на американско-израелско бомбардирање на Иран, односно на Техеран. Тоа покажува дека видите, Русија 4 години војува во Украина и не може да го постигне тоа што американците за 2 сати успеваат да му влезат на Мадуро дома, да го извадат во Nike тренерки, да го однесат во Њујорк. Ништо не се знае денес за Мадуро, поради барање на ДЕА, тоа е Агенција за борба против дрогата, која е многу битна кај нас, нели битна е во соседна Република Србија, 5 тона па плюс 40 тона кокаин или канабис, кои се фатени во Македонија и на територијата на Србија. Имате сега овој тип на војување во Иран, каде што Иран истрелува балистички ракети, погодуваат цивилни цели, погодуваат и американците, и израелците, меѓутоа гледате со кое ниво на прецизност тоа го прашува. Рече дека системот или моделот на војување оди неколку скалила. Тоа веќе не е војување со тенкови, со хаубици, со хеликоптери, со некакви авиони,
туку е многу повисоко ниво на војување каде што вие со помош на вештачката интелигенција ги постигнувате клучните цели. И имаме една ситуација кога прво Израел ја напушта политиката на статус кво и се менува рамнотежата на Блискиот Исток. Израел после тие напади на Хамас на 7 октомври 2023 година сваќа дека мора прво да ги уништи сите прокси структури на Иран и во финалето на целиот процес да влезе во војна, еден вид на вештачка интелигенција војна со Иран, за да може да предизвика промена на режимот. Израел со старото раководство на Иран пред Исламската револуција 79 година, шахот Реза Пахлави имат одлична соработка. Реза Пахлави е човек на Израел и човек на ЦИА, односно човек на Соединетите американски држави. После падот на Реза Пахлави се случува Исламска револуција и таа Исламска револуција всушност е срцевината на денешното владење во Иран. Иран од тој момент станува непријател број 1 за Израел, исто како што Израел од тој момент станува непријател број 1 за Иран. Саудиска Арабија тука е непријател број 2 или непријател број 3. Во оној момент кога Израел пред неколку години е на чекор да постигне, тоа е првиот мандат на Доналд Трамп, на чекор да постигне договор со Саудиска Арабија, мировен договор со Саудиска Арабија, па и настаните со Хамас на 7 октомври 2023 година се всушност обид да биде срушен целиот концепт на нов договор помеѓу Израел и Саудиска Арабија. Тоа значи покажува страв на Иран. Саудиска Арабија, значи пиемонот на сунитскиот свет и израелската или еврејската држава да направат мировен договор и жртва на тој мировен договор во најголем дел да биде Иран. Иран прв преку тие прокси структури влегува во војна со Израел. Израел ја напушта политиката на статус кво и со помош на Доналд Трамп влегува во финална пресметка со ајатоласите за рушење на нивната верска власт во Техеран. Од сегашна временска дистанца изборите во Америка 2024 година се случуваат после тие настани на 7 октомври 23 година и Хамас во Јужен Израел. Сега знаете, тоа влегува во зона на шпекулации. Меѓутоа, се до атентатот, првиот атентат на Доналд Трамп, во водство е Џо Бајден и постојат сите назнаки дека Џо Бајден ќе се прошата, ќе победи на изборите во Соединетите американски држави, бидејќи анкетите и анализите на Демократската партија покажува дека нивни посакуван кандидат на тие избори е токму Доналд Трамп. Меѓутоа се случува еден, па плюс уште еден атентат, и кој сега може да ви гарантира дека Мосад или структури на Мосад под контрола на Нетањаху не влијаеле на изборите во Соединетите американски држави? Таа врска помеѓу Доналд Трамп и Бенџамин Нетањаху е стравична врска. Дури Нетањаху некаде пред 6 или 7 години при она негова посета на Соединетите американски држави кога се демократите пред првиот мандат на Доналд Трамп на власт во Вашингтон, прв пат се случува тој да гостува, да има настап во Конгресот на Соединетите американски држави, но да не биде примен од презател на Соединетите американски држави или од раководството тогаш на Соединетите американски држави. Дали помогнале, дали учествувале, дали не учествувале, нели тоа се приказните дека британските служби работеле на рушење на Доналд Трамп или не доаѓање на Доналд Трамп на власт во Соединетите американски држави, за разлика од Мосад кои направиле се Доналд Трамп да дојде на чело на Соединетите американски држави. Значи, тоа да го заокружиме овој прв дел на излегување на државата Израел од ситуацијата на статус кво. Војната 1980-88 година е клучна, тоа е војна помеѓу Ирак и помеѓу Иран. Е клучна за разбирање на сите процеси кои се случуваат сега на Блискиот и на Средниот Исток. Значи Иран е дел на Блискиот и дел на Средниот Исток, значи Персија. Тоа е природен пат каде што се спојуваат одредени магистрали, трансверзали и така натаму и така натаму. Новиот и стариот свет, северот и југот, истокот и западот, сето тоа оди, вклучително Александар Македонски сакав на времето кога се уште беше можно да се влези во Сирија, во Иран, кога можеше нели да се финансира таков тип на проекти, да снимаме нешто и на територија на Сирија и на територија на Иран, посветено на Александар Македонски. Ништо тоа не е реализирано, ќе ме дали во некоја догледни дена тоа ќе може да биде направено. Баас партите, одите на Википедија и проверите Баас парти. Баас парти се арапски партии, каде што се обидуваат арапскиот свет да го поврзат со арапскиот национализам. Значи поврзуваат некаква идеологија на Баас партии, на национализам, каде што религиозното е во втор план, арапското и националното е во прв план. Во најголем дел доминираат во Сирија,
тоа е семејството Асад и доминират Садам Хусеин во Ирак. Во една фаза има дел во Египет, иако не се тие класични Баас партии во Египет, во една фаза има во Либија. Гадафи, иако и тој не е класична Баас партија. Суштината на Баас партиите е арапско обединување, правење на некаква арапска држава, од типот на калифатите во средниот век, кога арапскиот свет го доживува врвот, крещендото на својата моќ, во наука, во уметност, во војна и така натаму, и во територијална смисла на зборот. Постои Византија и постојат овие државички кои се дел на калифатот, на арапскиот калифат, кој стига тамо до Португалија, Шпанија, вамо доле стига како Александар Македонски до Индија. Значи, тие Баас партии се поделуваат на сириски и на ирачки дел. Кога е војната Ирак-Иран 1980-1988 година, единствена арапска држава која е на страна на Иран е Сирија. Во тој момент Иран го прави во наводници тој шиитски Берлински зид кој почнува од Иран, па Сирија, па Ирак, односно Ирак, па Сирија, после падот на Садам Хусеин, бидејќи повеќе од 60% од населението во Ирак е исто така шиитско население, плюс во Азербеџан има шиитско население, 15% е некаде, 15-20% е во Пакистан, еден дел, 10 до 15% тој е оној северен дел на Саудиска Арабија и така натаму. Има во Јемен, Хутите, и тоа е шиитскиот дел, под контрола на Техеран, односно под контрола на Иран. Се прави тој Берлински шиитски зид, кој почнува од Либан, преку Хезболах се влие на политичките процеси на менување на власти, на политичка нестабилност во Либан, па имате Сирија, па имате Ирак, после падот на Садам Хусеин, па имате Иран. Не може гасовод, не може нафтовод да помине од Блискиот исток во правец на Западна Европа или на европскиот свет, ако Техеран не климни со главата, бидејќи го прават тој шиитски Берлински зид и те имат контрола на целата ситуација. Во војната, видите, внимавајте, во војната помеѓу Ирак и помеѓу Иран. Иран, верска револуција, ајатолохот Хомеини се враќа 1979 година. Па е Шахот Реза Пахлави. Гледате, Хомеини 1978-79 година, кога е во екзил во Франција, се доживува како модерна варијанта на Махатма Ганди, со мирни средства, со молитви, со мирен ислам, тој ќе успеа да смени режим, ќе го смени Шахот Реза Пахлави и така натаму и така натаму. И кога се враќа од Франција во Техеран, се случува драматична промена. Се инсталира верска власт, каде што е ајатолохот или верскиот водач е надпредседател, надпремиер, именува началник на генералштаб, револуционерна гарда, судови, директор на телевизија, спикер на парламентот, значи целата власт е во раците на верскиот водач на чело на државата и верските водачи по провинции, на ниво на градови и така натаму и така натаму. Што е карактеристично за муслиманите, тоа го имам анализирано во неколку интервјуа со албанци тука во Република Македонија. Во исламскиот или муслиманскиот свет многу често се пренебрегнуваат разликите помеѓу сунити, како што се македонските муслимани, и шиити, како што се, да речеме, иранските муслимани. Например, турците се сунити, Саудиска Арабија се сунити, Ирак се сунити, Египет се сунити, така натаму и така натаму. Повеќе од 85% од муслиманите во светот се сунити, помалку од 15% се шиити. Меѓутоа, колку да се драматични се тие разлики, кога ќе стане збор за антиамериканство, секогаш се симпатиите на страна на Иран, бидејќи Иран се воспримаше вклучително од македонските муслимани, дали албанци, дали македонски торбеши и така натаму, Иран се воспримаше како првата борбена линија, во наводници првата борбена линија, која треба да се спротистави на американскиот империализам и на еврејската држава, односно чита Израел. Така што ти има мноштво разлики во однос на Турција, во однос на Ирак, во однос на Саудиска Арабија, во однос на ЕУ, во однос на НАТО, но беа унисони во однос на антиамериканскиот или американскиот империализам. Иран е предходница на турското влијание на Балканскиот полуостров. На судењето на Али Изетбегоvić во Босна и Херцеговина, Едина Рашидовиќ кој подоцна го брани Љубе Бошковски пред судот во Хашкиот трибунал, е обвинител која го осудува Али Изетбегоvić, и тамо тие се дефинираат како одредена проиранска келија. Иран прво облего, па читете го Кликба, еден од главните медиуми во Босна и Херцеговина, после тоа што се случува лани во јуни, па настаните во Газа и сега ова бомбардирање на Техеран, тоа е на класични пореирански позиции, не дека тие се ирански шиити, туку едноставно
се против американскиот империализам. И кога тоа ќе го ставите на одредено купче, кога ќе видите како тоа функционира, тогаш многу полесно може да ги разберете работите. Во таа војна, 8 години помеѓу Иран, тоа се шиитите, тоа е Хомеини и Садам Хусейн Ирак, каде што на почетокот Иран е во дефанзива, а во офанзива е Садам Хусейн. На страна на Садам Хусейн, освен Сирија, која е на страна на Иран, се Саудиска Арабија, Арапскиот свет, Египет, Русија или тогашниот Советски сојуз, а бидејќи американците го губат стратешкиот сојузник, им ги киднапират, им ја окупират амбасадата во Техеран 79 година и тоа е причината за падот на Џими Картер, и исто така се на страна на Иран. Меѓутоа не може да победи ни Иран. Видите, Иран е голема територија, денес има 92 милиони жители, а се смета дека има повеќе од 100 милиони жители, претежно планински предел, тешко се влегува, река ги дели Ирак и Иран, меѓутоа после таа река станува или доаѓа планински предел кај што вие тешко можете копнено да интервенирате. Затоа и сега ова што се случува од страна на американците на Израел не е копнено да се влези на иранска територија, туку да се предизвика конфликт внатре, во Иран. Гледате, за прв пат сега Иран и јавно се прокламира како закана за своите соседи, за Бахраин, за Оман, за Катар, за Обединетите Арапски Емирати, за Саудиска Арабија, за Кувајт, бидејќи ги гранатира условно речено американските позиции во тие држави. Во тој еден момент, кога Иран ќе почне да гранатира делови на територии на соседните држави, а сите беа принципиелни и попустливи во однос на политичките, финансиски и секакви другите проблеми што ги имаше Иран, во еден момент кога Иран ја менува својата стратегија и не преку овие прокси структури на Хамас, на Хезболах, на Хутите и така натаму прави проблеми во соседните држави, туку тоа го прави самата иранска држава, тога знаете е прашање на проценка кога соседите ќе се организираат и ќе сака да има промена на режимот во Иран. Нема да се плашат, туку ќе сметат дека тоа е сериозна закана и дека ако сега не го спречат тоа и не инсталират нова власт во Техеран, дека со тек на време тоа може да стане сериозна регионална закана. И сега било закана, меѓутоа постоело некакво меѓу примирие, некаква премолчена согласност да не се напаѓаат едни со други. Сега Иран, за да им се освети на израелците, на американците, ги напаѓа нивните сојузници, сметајќи дека напаѓајќи ги тие нивни сојузници, сојузниците ќе извршат притисок врз Америка и врз Израел за да прекине бомбардирањето и војната помеѓу Америка, Израел и помеѓу Иран. Бидејќи тоа не се случува, ајатоласите прв пат прават погрешна проценка. И таа политика која сега реализира да ги нападнат сојузниците на американците за да извршат притисок врз Америка, сега им се враќа како одреден бумеранг. Иран беше дел на ова структура на БРИКС, која формират Индија, Кина, Руската Федерација, Јужна Африка, Бразил, се приклучува Иран, а во процес на приклучување беше и Венецуела. Почетокот на годината, американците влегуваат дома на Мадуро, ја рушат власта на Мадуро во Венецуела и гледате со рушење на власта на Мадуро во Венецуела, тие убиваат со еден куршум два зајака. Ја рушат Венецуела, инсталират своја власт или власт под нивна контрола во Венецуела, 35.000 барели дневно нафта Венецуела и даваше на Куба. Сега бидејќи го нема тој транспорт на нафта од Венецуела за Куба, Куба има сериозни проблеми. Повеќе од 16 часови дневно има рестрикции на електрична енергија. Хаос е во Куба. Куба е само прашање на време и прашање на проценка кога ќе се врати во предградките на Соединетите американски држави. И ако се случи промена на власта во Техеран и во Иран, тогаш имате три клучни руски сојузници кои можат да ја изгубат власта, да изгубат контрола, да излезат од центрифугалното и центрипеталното поле на делување на Москва и на Руската Федерација. И тоа е знак на узбуна, на тревога во Руската Федерација. Вие имате маса на руски генерали, не ги пренесуваат нашите медиуми, кои излегуваат на руски подкасти, на руски телевизии, да алармира дека Москва мора нешто да направи. Значи, ја губат Сирија пред 2 години, ја губат Венецуела, на пат се да ја губат Куба и на пат се да ја губат власта или сојузниците во Техеран. Во таква ситуација, кога Русија ги губи од ден на ден своите сојузници, а Техеран е клучен играч во тие дронови кои ги става на располагање на Руската Федерација и освен со тие балистички, супербалистички ракети со кои го напаѓаат Киев или напаѓаат Украина,
главните напади на Украина се со помош на иранските дронови. Украина купува или треба да инсталира овие Байрактар дронови кои се со потекло од Турција, бидејќи со помош на тие дронови, па Турција ги направи сарма структурите на Вагнер во војната и војувањето во Либија. Сега Русија ја менува својата стратегија и купува дронови, многу ефтини дронови купува од Иран. Значи, ја губат и структурата која им е наклонета во Иран, ја нема Сирија, значи остана Москва сама со Кина. Во оној момент, кога Москва ќе остани сама со Кина, тогаш се зголемува стравувањето кај руското началство, генералштаб, генерали, власта, тие силовики или како ги нарекуваат, дека Кина може за доручек да ги изеди русите. Економски, војнички, политички, секако Кина многу помогна во многу поголем налет во споредба со Русија, со Руската Федерација, кои се истоштени поради таа 4 годишна и повеќе од 4 години војна на територијата на Украина. Значи Русија е оставена да војува во Украина. Сега Русија смета дека може да се репризира таа епизода или тоа сценарио, а Америка да крвари во некаква војна 2, 3, 4 години на територијата на Иран. Мислам дека американците нема таа амбиција, дека тие ќе направат што има да направат, ја постигнаа целта, гледате Хамнеи. Со првиот напад го елиминират верскиот водач, духовниот водач на Иран. Значи суштината, ако Хомеини ја инсталира Исламската револуција 79 година и умира 88 година, значи од 88 година на власт е Хамнеи, тоа е повеќе од 37-38 години. Значи толку долго нема траено ни комунизмот. Гледате, комунизмот се инсталира 45 година, паѓа железната завеса 89-90 година. Тука Исламската револуција почнува 79 година, значи 80 година, тоа е повеќе од 47 години. Значи некаде за 10 години Исламската револуција го надживува комунизмот, ако исклучиме Северна Кореја, Куба и делови на Руската Федерација. Што ќе рече дека се руши нешто што ни со арапската пролет не можеше да биде засегнато. Паѓа режимот во Либија, паѓа делумно режимот во Сирија или се клати режимот во Сирија, паѓа режимот во овие арапски државички, но ниту подразно не беше загрозена власта на ајатоласите во Иран, односно во Техеран. И сега се расклатува тоа. Гледате, одеднаш американците, тоа што го реков на почетокот на оваа анализа, ќе почне да го доживува Доналд Трамп во делот на републиканските структури за многу помоќен од Роналд Реган. Ако Роналд Реган е победник над комунизмот, тогаш каков победник може да биде дефиниран Доналд Трамп? Тој реализира нешто што американците се обидот уште од времето на Џими Картер, која беше нападната нивната амбасада во Техеран, да им се реваншират на иранците. Тој успева во 2 наврати, во јуни минатата година и сега, пола државен, пола воен врв, плюс верскиот водач во Иран да го елиминират. Тоа е, се ние можеме да анализираме како сакаме. Од некаков морален аспект, од некаков било каков друг аспект или кодекс, меѓутоа, ако седниме суво парно да ги анализираме работите, тоа е во овој момент сериозна победа на Израел и сериозна победа на Доналд Трамп во однос на Техеран. Гледате, Техеран е регионална суперсила. Во оној момент кога Техеран сега ќе почне да ги бомбардира цели на американците, па одредени рафинери на територија на Саудиска Арабија, а Саудиска Арабија во моментот располага и со патриоти, и со F-16, и со најмодерни авиони, каде што цело обезбедување или разузнавање на Велика Британија и на Соединетите американски држави е ставено во функција на Саудиска Арабија. Вклучување на Саудиска Арабија и на соседите во војна против Иран, тоа ќе значи војна до истребување. Дали тоа ќе предизвика и промена на власта во Иран, ќе видиме, меѓутоа тоа е суштината на целата оваа операција. Видите, јас сум условно речено изненаден од прецизноста и новите модели на војување кои ги пременуваат Соединетите американски држави и Израел. Како вели Доналд Трамп, ние располагаме со ново оружје кој никој не го знае. Се претпоставува дека тоа оружје го користат во тоа што го прават во Венецуела со Мадуро. Како сега пишува Financial Times, сега ние можеме тоа да го прифатиме, можеме тоа да го негираме, меѓутоа тие се публикуваат на одредени нивни извори во американската и во израелската администрација. Мосад со помош на одредени своји кртови во иранските структури успеваат да влезат во мрежата на сигнализација во Техеран, или тоа што го прави Панчо Тошковски сега, нели, со овие семафори, па со снимање, па со сейф-сит и така натаму и така натаму. Значи, Мосад со помош на ирански кртови успева да влезе во мрежата на сигнализација,
И знаете, кога некој клучна фигура политичка, верска, ќе сака да стигне до работа или да оди од едно до друго место, од точка А до точка З, што би рекол Христијан Мицковски, тие мора да ги исклучуваат семафорите. Мора да направат нова регулација на сообраќајот и така натаму, а повеќе од 10 милиони е Техеран, огромна метропола, значи мора тоа да биде направено. Во тој момент Мосад добива информации дека дали Хамнеи, дали некој од Исламската револуционерна гарда, началник на генералштаб, председател на држава и така натаму, треба да биде пренесен од едно на друго место. Тогаш почнува да го сондира, да го следа теренот и како вели, тоа го цитира Financial Times, еден од оперативците на Мосад, тие во еден момент многу подобро ги познавале сите квартови во Техеран. Гледате, која е таа посветеност на еден процес. Значи, многу подобро ги познавале сите квартови на Техеран во споредба со квартовите на Тел Авив, например, или на Ерусалим. И кога во саботата на Сабајле ги добиват информациите, имат одредени камери кои се поставени за да може да го лоцират обезбедувањето на Хамнеи, кога знаат точно дека Хамнеи ќе присуства на одредени состаноци, ги лансират ракетите. Тоа е нов начин на војување. Зашто ние разговараме? Ние сме членка на НАТО алијансата. Ние немаме 10 самоходки, 10 хаубици. Некој да не пушти дрон, нема да знаеме како да го елиминираме. Ни се случуваат лани, преклани пожари, пола Македонија изгорува и така натаму и така натаму. Значи, тоа е друг свет. Ние не само што сме далеку, со години позади тој свет, туку не сме ни свесни како функционира тој свет. Нов начин на војување. Сега ние можеме да говориме цивилни жртви, нецивилни жртви, дали се почитувани одлуки на Совет за безбедност, дали со резолуција на Совет за безбедност е тоа направено така натаму и така натаму, но пред наши очи гледаме како се руши геополитиката во светот, како се создава нова геополитика. И ако постоел некаков договор на русите и на американците, нели тоа бе приказните Владимир Путин игра G6 шах, успева да го надмудри Доналд Трамп, и Доналд Трамп, бидејќи руски човек, му дозволува на Владимир Путин да прави што сака да прави во Украина, и делумно има вистина во тоа дека Путин почна да прави во мандат на Доналд Трамп многу поголеми зверства во Украина од тоа што го правеше во претходниот период. Ние сега доаѓаме во една ситуација кога Венецуела паѓа, Куба ќе падне, на пат е да падне Иран или да биде драматично дестабилизиран Иран, и Русија да мора да влезе во преговори, Руската Федерација со Украина, преговори кои ќе ги гарантира Доналд Трамп. Кој ќе испадне победник во целата оваа ситуација? И дали се ова што се прави е финале пред некаква финална разврска, тоа ќе биде финалето на сите финалиња и тоа мора се случи во наредните 10 години, бидејќи ако не се случи во наредните 10 години, мокта на Кина ќе оди во една надолна линија, бидејќи Кина и ниту според наталитетот, ниту според економската кондиција нема да може на дол крок да ја издржи таа ситуација во која се наоѓа сега. Полека ќе почне да расте Индија, ќе почне да паѓа Руската Федерација и знаете, кога вие нема да имате одговор, а сте рублја патриоти, ќе почнете да ги цитирате Баба Вангија и Нострадамус. Ова е нашата анализа. Многу работи не кажавме, меѓутоа склопивме во некои 35-36 минути, многу датуми, многу информации, така натаму и така натаму. Мислам дека полека после второ-трето гледање ќе ви се разнесат сите тие работи. Израел клучно е. Израел ја напушта својата позиција на статус кво, која е негова 40 години, бидејќи е задоволна од формата во која е направена израелската држава. Има преговори со палестинците, напред, назад, под спонзорство или покровителство на Светите Американски држави, и Израел не сака да ги прифати тие договори. Му се закануваат на Нетањаху, меѓутоа Нетањаху не е Додик, не е Александар Вучич или Никола Груевски, Нетањаху е дел на структурите на Мосад и на еврејската држава. Кога Иран проценува дека е доволно силен и моќен 2023 година со помош на Хамас, на Хезболах, делумно Сирија и овие прокси структури да ја сруши државата на евреите или Израел, Израел е напушта својата позиција на статус кво, ги растура во прва фаза прокси структурите на Иран, па ја растура Сирија, и кога го напаѓа Иран, овие прокси структури остануваат неми и глуви, не може да му помогнат на Иран. Кога лани во јуни Израел гледа со каков противник станува збор, само беше прашање на време кога ќе втрнат во втора фаза на таа операција. Втората фаза, првиот ден елиминиран е
Али хамнеј, видите. Тоа е како да влезете во војна со Америка да го елиминирате Доналд Трамп или да влезете во војна со Русија да го елиминирате Владимир Путин. Мислам, стравично нешто за држава која е регионална суперсила, која е на чекор да направи нуклеарна бомба, која има 92, официјално 92 милиони жители, веројатно има повеќе од 100 милиони жители, значи суперсила. И во регионални, а богами малку повеќе од регионални рамки, и после неколку дена е на колена. Како таа возвраќа со бомбардирање на одредени цели на територија на соседни држави кои се сојузници на американците, за да ги натерат да извршат притисок врз американците и врз Израел да прекине војната. Кој го прави тоа? Па тој што ја губи војната, почнува да како грогиран боксер да мава лево десно за да може да го погоди противникот. Ако противникот е доволно умешен и вешт и не прифати таква борба, тогаш исходот од таа борба е повеќе од евидентен. Ова беше нашата водневна политичка анализа. Ново дружие недела во 22 часот и нова анализа вторник 20 часот и 30 минути. До тогаш пријатна вечер, Македонија, каде и да си.